сега минути за нашето здравје. Ова утро овде со нас е, како што видовте веќе од најавата, специјалист по семена медицина. Добро утро за доктор Софија Крстева. Добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Добро утро, Ирена. Добро Ке утро. зборувате за крвната слика и зошто е потребно, неопходно и нужно редовно да ја контролираме. Убава и значајна тема, повелете. Благодарам, Искра. Добро утро до тебе, добро утро почитувани. Еве како што најави Искра и како што видовте од джинглот, по вестите ќе зборуваме за она што е најважно, а тоа е нашето здравје. Ќе зборуваме за крвната слика, колку често треба да се проверува крвната слика и малку ќе ги толкуваме резултатите. Ова утро за наша и ваша гостинка е доктор Софија Крстева, специјалист по семена медицина, која што ни доаѓа од приватната амбуланта доктор Софија Медика во Тафталиџе. Доктор Софија, добро ви утро. Еве вака официјално, добро ни дојдовте во утринската програма. Зборуваме за крвната слика. Она што е интересно, можеби за почеток, е тоа колку често е потребно да правиме лабораториска анализа на крвта. Зборуваме сега за она крвна слика која што се препорачува да се прави на систематските прегледи или како што ја викате вие докторите популарно, пензионерска крвна слика. Добро утро уште еднаш. Секако Complete Blood Account, односно комплетна крвна слика, представува брз рутински скрининг за да утврдиме дали постојат некакви отстапувања од физиолошките функции на нашето тело. Дали има некаква промена во нашата здравствена состојба. Може да ни укаже на некои несимптоматски состојби, кои што немаат некакви видливи симптоми, некаква видлива клиничка слика, а сепак постојат во нашиот организам, во нашето тело. Првенствено, тој луеден пакет кој што го применуваме, започнува со седиментацијата, продолжува со хемоглобинот, фракциите, односно константите кои што се актуелни, кои што го ја опишуваат концентрацијата на хемоглобинот во еритроцитите, леукоцитите, гранулоцитите, моноцитите, лимфоцитите, базофилите. Тие представуваат клетки на нашиот имун систем, кои што ни се важни, тромбоцитите кои што се актуелни и се важни за нашата хемостаза, па продолжува со биохемиската анализа, која што исто така е важна за нашата здравствена состојба, да констатираме каква е состојбата со гликемијата, со липидниот статус, дали има некакви отстапувања по однос на триглицеридите, холестеролот. Се определува, LDL и HDL, кои што представуваат скратиници, low density липопротеин и high density липопротеин. Тоа е вкупниот холестерол. LDL е тој лошиот, граѓаните го запамтиле дека почнува со буквата Л, па затоа е лош. Има логика, да. HDL е тој добриот холестерол, кој што прави пренос на холестеролот од крвта во црниот дроб, и таму под дејство на еден ензим се разложува, па преминува во жолчни киселини. Исто така, уријата и креатининот, уријата е краен продукт од метаболизмот на нашите протеини. Креатининот е многу важна функција, има во однос на гломеруларната филтрација, односно како функционираат нашите бубрези, и е важен и е поврзан со мускулната маса. Серумското железо, кое што има дневни варијации во тек на 24 часа, кое што исто така многу луѓе го поврзуваат дека леле ми е паднато серумското железо. Меѓутоа серумското железо без хемоглобинот и без константите кои што се поврзани со хемоглобинот, МЦХ, МЦХЦ, хематокритот и толку многу не треба да придаваме значење, затоа што тој има 24 часовна варијација. Ако денеска
поради некаква настинка изварирал, односно се намалило железото, може би со тек на опоравок, оздравување и суплементација на железо ќе си дојде во нормални референтни вредности. Так. Убаво, детално, докторка, ние објаснивте крвната слика. Сега само да ни кажете колку често е потребно да се прави лабораториско испитување кај здрави луѓе и кај оние хронични луѓе и со коморбидитети. Здрави и млади луѓе би било потребно и актуелно од прилика еднаш во годината, чисто рутински во тек на тие систематски прегледи и најчесто тој луеден пакет го прават. Кај повозрастната популација, кои што имаат одредени коморбидитети, пример кај пациентите со диабетес мелитус, потребно е барем 4 пати во годината да се процени тој гликозилиран хемоглобин. Најчесто им кажувам и во домашни услови да си направат гликемиски профил, доколку има одредени варијации, значи во гликемијата, да ја одредат гликемијата пред јадење, после јадење, да запишат на еден лист, да не го донесат тој лист и најдобро е, значи сами да не ги интерпретираат резултатите, да дојдат кај својот матичен лекар и се што нешто не им е јасно да им се објасни. Така. Каде што има некое одстапување од референтните вредности. Референтните вредности на крвната слика се варираат од лабораторија во лабораторија, ама генерално, она што е најважно, вие споменавте гликемија, споменавте хемоглобин, липиден статус, кажавме ензимите за бубрези, да не ги кажуваме сега како бројка, бидејќи се различни или од лабораторија во лабораторија, ама што доколку имате одстапувања на овие? Дали ги препраќате вашите пациенти на некои дополнителни испитувања на крвта? Или можеби требало сите лаборатории да имаат унифициран став по однос на референтните вредности. Меѓутоа, јас како семеен матичен лекар, пошто соработувам со повеќе лаборатории, постојат одредени мали разлики по однос на референтните вредности. Значи би рекла, за одредени одстапувања, ајде ќе почнеме со липидниот статус, пошто најчесто го поврзуваме со кардиоваскуларниот ризик. Значи, многу ни е важно да го определиме и нон-ХДЛ. Нон-ХДЛ се определува кога од вкупниот холестерол ќе го одземеме ХДЛ, па ни останува нон-ХДЛ кој што го поврзуваме, значи, со кардиоваскуларен ризик. Значи, имаме покачена хиперхолестеролемија, кај одредени полигенетски, да речам, состојби, кај одредена, значи, семена комбинирана дислипидемија, при употреба на брза храна, значи, исто така, рафинирани масла, премногу употреба во подготвување на храната, храна богата со заситени масти, таа исто така храна ни придонесува да ни се покачи нивото на холестеролот во крвта. Да. Исто така и за шекарот. Значи, сега кога ова ми го убаво го објаснивте, сакам да ве прашам како треба да се подготви организмот за да биде правилно, за да бидат овие вредности референтни правилно измерени. Тоа значи не треба да се конзумира храна, течности, убаво да објасниме. Препораката е 12 часа пред да се направат лабораториски анализи да не се внесува храна. Може во утринските часови, значи кога се подготвуваат пациентите за лабораториски анализи, да се напијат една чаша вода, за да немаме поголема хемоконцентрација на крвта. И доволно 1 до 2 чаши вода и може да си го направат лабораторискиот преглед, односно лабораториската анализа на нивната крв, односно одредена крвна слика. Така. Сега, од сите овие вредности кои што ги зборувавме за крвта, ни изостави седиментацијата и ЦРП-то. Има два типа на ЦРП и да го објасниме неговото значење, бидејќи често пати кога се прават крвни анализи, еве да кажеме, поготово кај децата кога ги носиме на било каква настинка или можеби кога ги боли грлото, секогаш докторите препорачуваат крвна слика, диференцијална крвна слика и ЦРП. Што значи ЦРП? И зошто е важно? ЦРП е скратиница од С-реактивен протеин. Протеин кој што се синтетизира во црниот дроб.
представува од акутна фаза на протеини, заедно со амилоидот и со фибриногенот, кој што укажува на одреден воспалителен процес во нашето тело. Меѓутоа, постојат два типа на CRP, едниот е high sensitivity CRP, а едниот е општ CRP маркер. High sensitivity CRP укажува на воспалителен процес во крвните садови. И ние го испитуваме доколку заедно со другите маркери, значи за кардиоваскуларни болести, заедно со тропонинот, со ЦКМБ, со ЛДХ и high sensitivity CRP, го испитуваме да видиме дали постои инфаркт на миокард. Односно, тој ни е индикатор дали постои воспалителен процес во крвните садови. А другиот тип? Другиот тип ни е најважен за дистинција да се направи помеѓу бактериските и вирусните болести. Сега неговата вредност е да биде помало од 5, така? Доколку е вирус, колку вирусна инфекција? Кај одредени лаборатории треба да биде помало од 5, кај некој помалку од 3, кај некој помалку од 0,5, пошто гледам различни референтни вредности. Доколку е благо покачен, може да се работи и за вирусна инфекција. Меѓутоа, доколку е покачен над 30, веќе велиме дека апсолутно представува индикација за бактериска инфекција во нашето тело. Така. Сега би сакала пред да го заокружиме разговорот, уште да ја споменеме и седиментацијата, бидејќи и таа е кога ја земаме крвната слика, стои најгоре, значи претпоставувам дека има верувам дека има свое огромно значење. Што значи седиментацијата? Што ни одредува таа во крвта? Седиментацијата представува таложењето, значи, на еритроцитите во рок од 1 час. И таа се гледа на едни сталаци, се ставаат епрувети и се гледа таложењето во однос на 1 час, значи на еритроцитите во однос на крвната плазма. Колку побрзо се направи исталожување, значи велиме дека имаме забрзана седиментација. А забрзувањето на таа седиментација го прават воспалителните маркери, како фибриногенот, значи други воспалителни фактори во крвната циркулација, кои што исто така придонесуваат за забрзана седиментација. И најчесто забрзана седиментација имаме, значи, кај воспалителните состојби, кај хронични заболувања, имаме кај малигни состојби, кај ревматски состојби, кај бремените жени исто имаме забрзана седиментација, кај инфарктни состојби, во состојба на шок, исто така се јавува, значи, момент на забрзана седиментација. Нормалните вредности се од 2 до 12 милиметри, значи, на час, а над 12 веќе велиме дека имаме зголемена седиментација и треба да ја бараме причината која е поради тоа зошто тоа се случило. Така. Тука некаде ќе мораме веќе да го привршуваме разговорот, толку беше времето предвидено. Како доктор по семејна медицина, дали имате можеби за крај на разговорот совет до сите гледачи кои што не гледаат околу крвната слика? Има такви кои што контролираат пречесто, например и на било која настинка, има некои кои што ја контролираат едва еднаш годишно, а некои кои што и воопшто не го прават тоа. Еве како матичен доктор, совет до гледачите. Сепак ќе кажам дека значи и интерпретирањето на резултатите од крвната слика и правењето на крвната слика представува дел од нашата здравствена култура. Така да и дел од таа здравствена едукација, која што верувам дека голем број од пациентите после оваа ковид пандемија веќе имаат и сами од прилика ги знаат и параметрите, значи знаат и да ги интерпретираат. Меѓутоа, кога нешто не им е јасно, може слободно да се обратат кај својот матичен лекар, кој што ќе им помогне во интерпретација на резултатите од крвните анализи и ќе им помогне да им се реши нивниот здравствен проблем. Така е. Благодарам уште еднаш што ни гостувавте ова утро. Еве точно е скоро 8 часот. Вашето работно време започнува токму од 8:30. Навреме да си стасате на работното место, да не ве задржуваме веќе бидејќи ве чекаат пациентите. Благодарам и се надевам на понатамошна соработка. Благодарам и